по повод формирањето на Македонската медиумска асоциација, ММА, како посебна форма на организирање и работење во рамките на Стопанската комора на Македонија. Впрочем и на иницијатива на заинтересираните телевизиски национални концесионери, односно Алсат-М, со господјата Бисера Јордановска, која што е денес присутна, Алфа со господинот Љубомир Николовски, Канал 5 со господинот Иван Мирчевски, Сител телевизија господинот Горан Глигоров и Телма со господинот Атанас Кировски. Пред денешната пресконференција се формираше конститутивната седница. На таа конститутивна седница сакам да ви информирам дека се избра председател и заменик председател на Македонската медиумска асоциација. За председател е избран господинот Иван Мирчевски, генералниот директор на Канал 5 телевизија, додека за заменик председател беше избран господинот Атанас Кировски, главен одговорен уредник на Телма телевизија. Пред да му дадам збор на председателот на Македонската медиумска асоциација, сакам да го поздравам и присуството на господинот магистар Иво Ивановски, министер за информатичко општество и администрација, како и доктор Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кои што исто така денеска ќе се обратат на оваа пресконференција. Сакам исто така да ви информирам дека како и останатите здруженија и асоциации во рамките на комората, и оваа асоциација од утре ќе делува организирано со сите заинтересирани, како што кажав на почетокот, национални концесионери, со своје собствено лого, кое што може да го видите, со свој собствен меморандум, а исто така и со свој правилник за работа, кој што, како што беше денес одлучено, ќе биде направен за 15 дена и ќе биде исто така поставен на сајтот на Стопанската комора на Македонија, за да се знаат правилата за работа на оваа медиумска асоциација. Целта на овој прес е да ве запознаеме со нашата одлуката на 5 национални телевизии кои што зрачат и работат во Македонија. Тоа се Сител, Канал 5, Алсат-М, Алфа и Телма од телевизии. Долго време знаете дека ние се обидуваме на еден можеби бениген начин да соработуваме веќе подолго од 2 години на една доброволна основа, каде што по неколку години заедничко дружење и разбирање дека нашите проблеми во нашиот теснав се сериозни и големи, одлучивме да го артикулираме нашиот глас, нашите заложби за решавање на тие проблеми. Сакам да кажам дека едногласна е одлуката на овие 5 најмокни медиуми во Македонија. Слободно можам да кажам дека станува збор за најмокните медиуми во Македонија од било која сфера на медиумите, за електронските, нали, нормално. Станува збор за една асоциација која што пред се има цел да ги сублимира нашите заложби, да ги сублимира нашите детектирани проблеми во системот, во законите, особено во законот за медиуми и законот за аудиовизуелни медиумски услуги. Тоа се двата закони кои што на директен начин не тангираат. Нормално, веќе од утре очекуваме да почнеме многу поактивно и многу посуштествено да се сретнуваме со ресорниот министер, господинот Иво Ивановски, кој што денеска е тука, за да ги се обидеме да ги промениме оние делови од законот кои што ние сметаме дека не се во полза на медиумите во Македонија и пред се во полза на нашето работење. Тоа е основната работа и основната причина зошто ние се собравме и денеска направивме прес. Сакаме со заеднички сили да се обидеме да го направиме нашето работење поефикасно, подобро, поквалитетно и нормално со тоа да го развиеме предприемаштвото и со тоа да даеме можност да се развиват медиумите и да можеме да вработиме што повеќе луѓе во нашите компании. Морам да бидам искрен и да ви кажам дека денес имав средба со една странска телевизија пред да се случи нашата конститутивна седница и овој прес. Луѓето беа шокирани во позитивен смисол дека не слушнале ни еден друг пример ни на Балканот, ниту во Европа да компетитори, конкуренција во смисол на медиуми седнат и заедно направат една асоциација се со цел да се ги заштитат своите интереси.
Овие 5 телевизии се навистина горди на овој потек што го направија. Морам да ви кажам дека често пати не беше лесно, често пати знаевме да се искараме за многу работи, но на крај на денот ние заедно имаме иста цел, да бидеме успешни и на еден вистински професионален начин да ја одработуваме својата јавна функција. Со таа цел гледате дека во рок од 15 дена ќе донесеме правилник на работа, како ние тоа ќе работиме. Нормално дека имаме и своји агенди. Првата агенда ќе биде запознавање на институциите во нашиот систем, во државата, со тоа кои сме ние, што сметаме дека треба да направиме. Ќе бараме од ресорното министерство и од другите министерства кои што кога имаат потреба да преговараат со медиумите, со представниците, да го прават со нас, поради тоа што сметаме дека сме ние decision makerите во нашите компании и дека ова е асоциацијата која што треба да одговара, но да има и обврска за работењето на компаниите. Исто така, ќе имаме сигурно средба со странските представници, да им објасниме дека примарниот и релевантниот партнер за преговори и разговори визави промените евентуални и состојбите во македонското медиумско работење треба да биде токму оваа асоциација, затоа што оваа асоциација треба да ми ја представи вистинската слика на македонското медиумско милје. Нормално, ние ќе продолжиме понатаму, веќе утре ќе бидат запознаени регионалните телевизии од екс-Југославија и од балканските простори за оваа наша иницијатива, со цел да ги поттикнеме да направат исто еден ваков чекор, пред се во интерес на своите, заштитување на своите интереси и нормално промена на некои законски одредби кои што тие сметат дека се исто проблематични во нивните земји. Сакам да кажам дека како една од поголемите придобивки кои што оваа сега веќе асоциација успеа да ја направи е измените во Законот за авторско право и сродни права. Тоа е нешто што го работевме веќе подолг период, го работевме и со Министерството за информатичко општество и со особено Министерството за култура. Тоа е нешто што успеавме конечно да го направиме, да ја промениме, да направиме еден реален начин на наплата на принцип слушни или види, па плати, па наплати. Значи повеќе не ќе може Сдруженијето за колективно управување во Македонија да собираат пари од телевизиите на принцип паушал, односно одреден процент од годишниот приход. И токму оваа наша заложба, ова промена која што успеавме да направиме, ќе биде и наш мотив на пријателските телевизии од регионот, да им кажеме дека тоа е возможно, дека треба да го направат, за да можеме конечно да почнеме полесно да дишеме визави овие големи и сериозни давачки кои што ги имавме до сега. Тоа беше накратко она што се случуваше, што ќе се случува во првичниот период и нормално ако некој се прашува кои се членови покрај овие правни лица како што се нашите телевизии, нормално дека членови се и сите вработени во нашите компании. Морам да ви кажам дека јас лично подолг период постојано давав забелешки дека некако во нашата јавност постојано беше артикулиран само еден глас на една фела во нашите компании. Од сега со оваа асоциација ќе бидат артикулирани гласовите на сите вработени кои што работат независно на која позиција работат во медиумите. Морам да кажам дека особено ми е задоволство што денеска сум поканет на овој свечен чин, каде што се формира Македонската медиумска асоциација. Честитки до основачите на асоциација и честитки до председателот и заменик председателот на Македонската медиумска асоциација. Асоциација за која што подолго време имав чуено од колегите, од основачите, дека имаат еден ваков план да го направат и денеска ми е драго што тоа веќе го прават во Стопанската комора на Република Македонија. Имено во изминативе неколку години имавме доста плодна соработка со представниците кои што се денеска тука присутни, особено за законите за медиуми, двата медиумски закони, но исто така и за законите за сродни права, во кои што овие телевизии беа најгласните кога стануваше збор за интересите за унапредувањето на телевизискиот сектор во Република Македонија и се разбери за вработените на тие медиуми. Имавме доста конструктивни расправи, морам да кажам дека стално нивните дискусии беа на место.
поддржани со конкретни предлози, издржани предлози кои што се не само на територија на Република Македонија, туку и оние кои што се во Европската унија, кога станувавме збор за усогласување со Европската директива. И ми е задоволство што сега се формираат во една стопанска гранка, асоциација за која што ќе може да прераснува и се надам дека на овие 5 телевизии ќе им се приклучат и повеќе регионални или можеби локални телевизии, како што гледам дека тоа е дозволено во самиот статут. Јас можам да кажам дека ќе продолжиме да соработуваме за сите идни измени кои што би доаѓале, кога би имало измени на законите за кои што ги спомнав, но не само кога станува збор за законите, него кога станува збор за развојот на медиумите во Република Македонија. Имено, Република Македонија има можност да искористува средства од медија програмата, кои што се во Европската унија, и би сакал да ги поканам представниците на телевизиите да се обратат и до Министерството за информатичка администрација и до Министерството за култура да се запознаат подобро кои се можностите за привлекување на средства од медија програмата. Во таа медија програма може да се привлечат средства за креирање на документарци, играни серии, развојот на самата медиумска куќа и ред други проекти во зависност од кварталот, во зависност од периодот кој што Европската унија ги распишува. Ние се стремиме да привлечеме што е можно повеќе средства од Европската унија, од ИПА проектите, и со ваква организација како што е Македонската медиумска асоциација се надевам дека успешно ќе го направиме тоа, затоа што најчесто Брисел бара соработка, трипартиска соработка, приватен сектор, државна институција и некоја асоциација или организација. Во овој случај ги имаме сите тие партнери кои што докажано дека сме соработувале во минатото, соработуваме денеска и се разбира ќе соработуваме во иднина. Уште еднаш честитки и ви посакувам успешна работа и ви посакувам дека примерот кој што го направивте вие во Република Македонија ќе може да се преслика и во регионот па и пошироко. Представниците на националните територијални телевизии во Република Македонија на овој сериозен чекор и формирање на Македонската медиумска асоциација. И од сега натаму ние како агенција што го регулира медиумскиот пазар ќе имаме партнер на кого да се обратиме при спроведувањето на законите и при решавањето на низата проблеми што наидуваме при спроведувањето на законите. Јас само малку ќе го надополнам ретроспективно председателот на Македонската медиумска асоциација господинот Мирчевски дека последниве неколку години ние како агенција редовно одржуваме состаноци со сите национални телевизии, еднаш месечно, без оглед дали имаме некое горливо прашање или не. И пред неколку години кога почнавме да го правиме тоа, беше многу тешко 5 телевизии да ги седнеме на една иста маса. Секогаш фалеше еден или двајца. Во текот на тој период очигледно беше дека сватија дека без оглед тоа што се конкуренти на пазарот, имаат една заедничка цел, а тоа е да имаме што подобри законски решенија во Република Македонија, бидејќи таквите законски решенија ако се добри, им одат во корис и во полза на сите телевизии. Денешниот настан покажува дека самите национални телевизии го сватија значењето на создавањето на ваква значајна асоциација, бидејќи кога настапуваат заедно како целина ќе можат многу на поедноставен начин, а па исто така представуваат и многу, ќе бидат и многу помоćни во надминувањето на одредени прашања со кои што тие се соочуваат во текот на работењето. Дали е тоа регулирање на нивните односи со операторите на јавните комуникацијски мрежи, дали е тоа делот на утврдување на нивната гледаност на ниво на Република Македонија, дали е тоа регулирање на односите со гласувачите во Република Македонија, дали е тоа регулирањето на рекламниот колач или да се спречи намалувањето на нивото на рекламниот колач преку пуштање на реклами преку странските канали кои што се реемитуваат на каналите во Република Македонија. И мислам дека вака како една сериозна асоциација, заедно здружена која што ќе ги артикулира нивните заеднички ставови, без оглед тоа што се конкуренти, ќе може да постигнат сериозни резултати во
креирањето на подобри услови за работа, создавање на фер услови за работа и создавање на една клима која што ќе доведе до тоа да тие станат далеку по-моćни и да нудат и подобри содржини кон гледачите во Република Македонија. Ви честитам уште еднаш кај овој сериозен чекор.